Да се финансираат капитални проекти наместо да се субвенционира разликата во цената на електричната енергија. Ваков предлог изнел до ЗЕЛС струмичкиот градоначалник Костадинов, откако општините за декември добија фрапантно високи сметки за електрична енергија. Од 11.000 евра во ноември, Струмица за декември добила сметка од околу 75.000 евра. Костадинов смета дека ова е момент на долгорочно размислување и решавање на проблемите со енергетската криза. Со што мислам дека ќе обезбедиме енергетска независност на општина Струмица во однос на електричната енергија. По информациите, иако не сум експерт во областа на енергетиката, но по информациите кои што ги добивам од стручни лица, дека со еден таков зафат и со една реализација на еден таков сериозен капитален, би рекол, проект, ние можеме да ги решиме проблемите. Во Струмица пропадна и обидот за субвенционирање на цената на гасот. Мерката што беше насочена кон мотивирање на граѓаните во поголем број да се приклучат кон гасоводната мрежа и да изберат поеколошка опција за затоплување. Во овој момент, општинското јавно гасоводно предпријатие се соочува со намалена побарувачка на гас од корисниците, што е аларм дека и правните и физичките лица кои ги имале престанале да го користат. Јас верувам дека во разговори со владата првично нешто што треба да направиме е да не се демотивираат граѓаните да се исклучуваат од гасификацијата, иако е сосема нормална појава да пристапат кон такво нешто кога имаме 100% зголемување на цената заради текот на светските берзи. Општина Струмица за електрична енергија за 2022 година предвидела околу 360.000 евра. Доколку цената на електрична енергија остане на моменталната, до крајот на годината општината ќе потроши околу 1.140.000 евра само за електрична енергија.